Добра вечер. Го следите дневникот на телевизија Плюс. Денес сме 5 октомври среда. Ова се настаните на денот. Се одбележува денот на учителот. Почна изградба на канализацијска мрежа во Проевце. Поради кровот стагнира реконструкцијата на спортската сала. Со литературни и ликовни активности денеска се одбележа Светскиот ден на учителот 5 октомври. Ученици од основните училишта твореа на одредена тема во просториите на Крсте Мисирков, браќа Миладиновци и библиотеката Тане Георгиевски на детскиот оддел. Активностите беа организација на општинскиот огранок на Сдруженијето на оделенски наставници и учител, а во соработка со градската библиотека. Да се биде учител, наставник, професор, воспитувач е најблагородната, најубавата, но и најодговорната професија што подразбира огромна посветеност не само кон младата личност, туку и кон оној на кој му се потребни знаења, вештини и мотивација. Денешниот ден, 5 октомври, е посветен токму на нив, на просветните работници, на учителите. Денот на учителот во Куманово се одбележа со литературен и ликовен надпревар на ученици од основните училишта. Наградните активности се во организација на општинскиот огранок на Сдруженијето на оделенски наставници на Македонија учител, а во соработка со библиотеката Тане Георгиевски. Ликовните активности се реализираа во просториите на основните училишта Крсте Мисирков и браќа Миладиновци, а учениците литературно твореа на детскиот одел во библиотеката. Прво, второ и трето оделение учениците учествуваат во ликовна работилница, која што се реализира во основните училишта, додека за четврто оделение е планирано и сега е во тек активност во која што децата литературно рецитираат, се изразуваат, додека пето оделение е литературно творење. Литературното творење е на тема "Сите ние имаме крилја, а учителот е тука да не научи да лета". Целта на овој настан ни е да го одбележиме денот со тоа што ќе покажеме колкава е функцијата и значењето на учителот во развојот на секое дете, затоа што тој со својата воспитно-образовна дејност во голема мера го поттикнува, го мотивира, го охрабрува, му дава сигурност на детето и му помага во неговиот интелектуален и социо-емоционален развој. Денеска во просториите на библиотеката на детскиот оддел имаме дечиња од 5 оделение кои што ќе творат на дадена тема. Темата е "Сите ние имаме крилја, а учителот е тука да не научи како се лета". Знаеме дека денеска е денот на учителот. Ова е една благородна, да кажам, професија, затоа што учителот е она кој што ги инспирира децата и ги поттикнува понатаму кон нови знаења, така да би сакала на сите просветни работници да им го честитам овој ден. Така се надевам дека со низа овие активности што денеска ги работиме тука во нашата библиотека, сите ќе бидат задоволни. Сега во моментот децата творат на оваа тема, подоцна ќе имаме награди за оние најдобрите и се надевам дека сите ќе бидат задоволни. Сдруженијето на оделенски наставници учител е здружение кое ги опфаќа сите оделенски наставници на територијата на Македонија. Кумановските учителки, кои што се членови на Републичкото здружение на оделенски наставници, се првите во земјава кои што организираат ваква масовна манифестација, истакна општинскиот координатор на ЗОН учител од Куманово, Душица Јакимовска. Здруженијето на оделенски наставници, или скратено ЗОН учител, е здружение кое ги опфаќа сите оделенски наставници на територија на Република Северна Македонија. Овде ние сега што сме всушност членови на општинскиот огранок на Републичкото здружение на оделенски наставници. Кумановци, како по вокација, мораме ние така да појдеме, први го разбиваме ледот со една ваква масовна манифестација. Го одбележуваме денеска денот на учителот, 5 октомври, што ни е гордост на сите. Сдруженијето на оделенски наставници ЗОН учител на Република Северна Македонија постои од 21 година, поточно март 21 година. Го сформиравме ентузијасти, оделенци, учителки од цела Македонија. Направивме програма во која што беа опфатени
разни активности по повод одбележување нормално, нели, на одредени празници, на поготово на азбуката, на денот на учителот, на 24 мај како ден на просветните работници, почетокот на учебната година, новогодишни работилници и така натаму. Меѓутоа, ние видовме дека во нашето здружение, односно во нашите членови, имаше потреба од едукација, од неразјаснети прашања, од насоки. Имавме безброј прашања кои требаше да се обидеме да ги одговориме. И почнавме да бараме со работници и ги најдовме во други здруженија, во педагошките факултети, во библиотеките, во општинските ресорни дејности, значи на образовните институции, во сите училишта ширум Македонија. Учествуваме на конференции, организираме вебинари и семинари. Организираме работилници како на општинско ниво, така и на училишно ниво. Нормално, ние сме се уште младо здружение и знаете дека со финансиите немаме баш многу нормално, меѓутоа, како што сме вредници и работници, со пчелки можеме да се споредиме, значи оваа наша вокација едноставно не тера, не гони да одиме напред. Нека е честит денот на учителот на сите просветни работници. Председател на Здруженијето ЗОН е учителката Наташа Тодоровска од Битола. Инаку првиот учител кумановец бил Денко Крстев. Комисијата за образование и наука на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово денеска на Светскиот ден на учителот одржа пресконференција на која упати неколку прашања до владата поврзани со образовниот процес во земјава. Докаде е печатењето на учебниците? Зошто учениците своите свидетелства ги добија на почетокот на новата учебна година? Беа само дел од прашањата. На денешниот ден, 5 октомври, Комисијата за образование и наука на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН меѓу другото посака образование по мерка на европските стандарди со дефинирана стратегија за развој, образование кое нема да биде во служба на ничии политички интереси. Повеќе од изјавата на Тања Ивановиќ. Учебната година отпочна одамна, но вие, како по обичај, и овој пат создадовте хаотични и безизлезни состојби во образованието. Впрочем, на очиглед на севкупната македонска јавност потрошивте огромна сума на пари за скрипти наместо за учебници, а и овие скрипти ги нема во доволен број за сите ученици. Зошто дозволивте учениците своите вреднувани резултати, свидетелствата, да ги добијат дури на самиот почеток од новата учебна година? Зошто учебната година започна без да бидат организирани обуки по сите предмети, согласно с новата концепција за основно образование? За ова и за многу други недоследности одговори и одговорност мора да има. Ние, како ВМРО, ДПМН, како одговорна и исполнителна политичка партија, секогаш сериозно пристапуваме кон изнаоѓање решенија за сите проблеми, вклучително и тие создадени и напластени од вас во ресорот образование и наука. Во таа насока сакаме да го истакнеме последниот настан, кога за среќа на учениците и наставниците го прифативте нашиот предлог за префрлање на училиштата од индустријска струја на регуларен пазар. Тече изградбата на фекална канализација на улицата од Проевце кон градот. Жителите на ова населено место досега немаа мрежа и бараа изградба за да се решат нивните основни инфраструктурни потреби. За изградба на мрежата одвоени се над 3 милиони денари. Проевце е на само 2 километри од градот непосредно до урбаната средина. Жителите со години бараа поставување на мрежа и решавање на основното инфраструктурно прашање. Паника во хотел Палас се представата која синоќа пред Кумановци ја изведе екипата од Струмичкиот театар. Актерот Бенинов за Телевизија Плюс вели со задоволство настапуваме во Куманово бидејќи народот ни е близок, а фестивалот постојано расте и е на повисоко ниво.
Љубителите на комедијата синоќа имаа можност во рамки на фестивалот Денови на комедија да ја проследат представата Паника во хотел Палас на театар Антон Панов од Струмица. Станува збор за дело во режија на Коле Ангеловски, а по текстот на Реј Куни. Играат актерите Бранко Бенинов, Колјо Черкезов, Горан Ников, Игор Тодоров, Коста Ангов, Оливера Аризанова, Ванчо Василев, Анкица Бенинова и Јасмина Вучкова. Добропознатиот актер Бенинов вели дека секогаш со задоволство настапува во Куманово на фестивалот кој секоја година е на повисоко ниво. После толку години играјки на самиот фестивал, ми се чини дека до сега нема година, можеби една-две сме промашиле. Нашите комедии поминуваат многу добро, публиката ги сака, затоа што можеби сме слични по темперамент. Кумановчани и струмичани се некој чуден народ, пред се говор. Самиот говор е заштитен, според мене, до безкрај, затоа што има своја музика, своја комедија во самиот говор, така да ми се чини дека многу добро се снаоѓаме на таа сцена, а и плюс многу е важно што ние со Кумановски театар има правено заедничка представа во далеките таму 90-ти години. Тоа беше Макбет со Стојан Стојановски, така двата ансамбли не спои и направивме една брилјантна представа. Така да многу ни е близок, како народ сте ни блиски, како театар ни е близок Кумановски, така да се чувствувам прекрасно. Тој се надева дека во иднина и младите од двата театри ќе добијат можност заедно да работат на представа. Се променија времењата, финансиски е малку можеби потешко да се реализира тоа, заради тоа што порано имаше многу повеќе пари за реализација на такви големи проекти, каде што два ансамбли да ги споиш, да бидат на проби таму некои си 20 на 30 дена во Струмица и 30 дена овде, и после цела публика нели да ги види и тука истата представа и во Струмица, па хотели, малку е поскапо. Мислим дека треба, ставени сме во рамка на штедење, нели знаеме какви се времењата економски, така да веројатно ќе биде тешко, но да се надеваме дека ќе дојде време за посебно за младите да, еве јас отидов во пензија пред 20 дена, така да се надевам дека младите колеги ќе имат шанса да направат и таков проект. До крајот на фестивалот остануваат уште представите службогонци на Драматичен театар Ловеч, Сумњиво лице на Приштинско народно позориште, Малиџано на театар Битола, Малограѓанска свадба на театар Тетово, Слуга на двајца господари на театар Велес и премиерата на Кумановскиот театар Секси Лаги. На градскиот плоштад од утре па до сабота ќе трае 22-тиот поред пчеларски саем Денови на мед 2022. Саемот на мед во Куманово традиционално го организира пчеларското здружение Пчела. Мед и пчелни производи ќе бидат изложени од пчеларите од регионот. Свеченото отварање е предвидено да започне во 10 часот. Поради кровната конструкција стагнира изградбата на спортската сала, одговори на последната седница на советнички прашања градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, објаснувајќи дека во наредниот период се уште ќе се решава проблемот со протекувањето. Првата фаза за реконструкција на спортската сала започна, но во моментов стагнира. Одговарајќи на советничко прашање, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски објасни дека по завршување на кровот се јавиле технички проблеми, па на 10 места имало протекување. Се јавија технички проблеми затоа што самата кровна конструкција на салата, која што е стара поради објектот кој што имал движења, значи не дава еднаква паралела или како што викаат инженерите винкла и рамнотежа, и имаше сериозни проблеми при покривање на кровниот покривач. Па прв пат се пуштивме пожарникарски екипи да сипуваат вода за да го тестираме истиот, бидејќи немаше врнежи, па покажа некаде на 10 места дека има протекување, па тоа се санираше, па се намали таа бројка од 10 на 5, па од 5 на 3, сега во моментов на 2,
Искрено чекам да помине зимската сезона, да паднат посериозни, ако паднат посериозни врнежи на снег, за да дефинитивно утврдиме дека тој кровен покривач е во целост функционален и затоа и не му се исплатени сите средства на изведувачот кој што има добиено таа работа. Во меѓувреме му е дадено рекламација и верувам дека тоа ќе се реши, за да можеме да ја завршиме внатрешната фаза, бидејќи вие не можете да местите спортска подлога во самата сала додека не го решите проблемот со кровниот покривач. Но како и да имаме обезбедено 11 милиони денари од средствата кои што ни припаѓаат за рамномерен регионален развој. Тие 11 милиони денари требаше да ги реализираме некаде до крај на ноември, но бидејќи и претходниот изведувач, кој што е ангажиран и претходната работа е финансирана преку дирекцијата, ние испративме писмо и бараме екстензија за тие средства, за да ни се одобри да можеме да ги користиме тие средства во теком на 2023 година, бидејќи претходно распишуваме тендерска постапка и изведувачот чека да го воведеме во работа за да го менува спортскиот терен и да врши дел на поставување на епоксидни смоли и подови на самата спортска сала внатре. Првата фаза предвидува и реконструкција на санитарни јазли како и монтажа на нови седишта. Димитриевски објасни дека стариот кровен покривач бакарот е продаден. Стариот кровен покривач бакарот, за кој што многу се шпекулираше, вика во јавност Максо га украе бакар. Не го украе Максо бакар. Значи бакарот беше собран, уредно складиран, секоја табла која што беше парче поединечно беше одбележена од трочлана комисија со серијски број, складирана во боксерската сала, измерена и превагана на две различни баждарени ваги и општината на попат на јавно надавање, и тоа во моменти на највисока цена на бакар на берза, некаде мислам дека инкасираше над 8 милиони денари само по тој основ од продажба на бакарот. Градоначалникот на Куманово информира дека покачувањата и новите цени на градежните материјали предизвикале дополнителни проблеми, но нагласи дека сепак заедно со североисточниот плански регион ќе продолжат да работат на реконструкцијата на најпознатата сала. Дополни дека е оптимистички да се верува дека проектот ќе биде завршен до 2024 година, но без решавање на системот за затоплување, зашто се потребни сериозни средства. Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Коздјак 2013 на 16 месецов ќе ја изведе традиционалната клупска акција на матичната планина Коздјак по повод националниот празник 11 октомври. Ке се посети Кохино, познатата мегалитска обсерваторија. Акцијата ќе започне во 8 часот од боровата шума во село Жеглјане. Патеката е уредена и средно тешка, долга околу 16 километри. Опремата е согласно временските услови. На акцијата ќе има водичи кои ќе се грижат за реализацијата. Организаторите ги повикуваат заинтересираните на омилената дестинација да го прослават големиот македонски празник на планината, каде и се воделе битките за нашата земја. Во последните 24 часа регистрирани се 65 нови случаи позитивни на COVID-19. Министерството за здравство информира дека еден од случаите е од Куманово. Во текот на изминатите 24 часа регистрирано е едно починато лице од Кавадарци на возраст од 77 години. Истото е починато во болнички услови. Бројот на активни случаи на ниво на земјава во моментов изнесува 447. Следува преглед на вестите од Македонија кои ги подготви Снежа Петковска. ВМРО ДПМН денеска брифираше дека на министерот за економија Крешник Бектеши му се предадени контактите и договорени се средбите на кои владата треба да изменаџира за поевтини количини на газ и мазут од западни компании. Единствено засега е познато дека газ ќе се набавува преку трговци од западни земји кои имаат договорено количини со Газпром. Посинокишната средба помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ДПМН Христијан Мицкоски како лице за контакт беше одреден министерот за економија Крешник
помошник Бектеши. ВМРО ДПМН тврди дека има контакти со компании кои би обезбедиле енергенс по поповолни услови за работа на ТЕЦ Неготино, а струјата што ќе се произведе да се даде на стопанството за да се зачуваат работни места. Оттаму предлагаат и контакти да се обезбедат ресурси за производство на електрична енергија и топлина од ТЕТО Скопје. Владата вчера се согласи да ги разгледа предлозите на опозицијата за надминување на енергетската криза. Ковачевски и Мицкоски на вчерашната средба договорија ВМРО ДПМН да ги достави своите контакти за набавка на поевтини енергенси до министерот за економија, кој треба да ги исконтактира посочените субјекти за да се утврди дали нивните понуди ги задоволуваат потребните критериуми. Македонската економија може да влезе во стагфлација, предупредува Светска банка во есенскиот извештај. Со оглед на ризикот од стагфлација, земјата ќе мора да почне со реализација на реформите кои можат повторно да го зајакнат растот на среден рок. Банката предупредува на можноста Македонија да влезе во зоната на стагфлација, односно на забавен или низок економски раст, проследен со високи стапки на инфлација. За годинава Светска банка очекува инфлацијата во земјава да биде 12,1%, наредната година 6,1%, а во 2024 година да се спушти на 3%. Во извештајот пишува дека додека војната во Украина и енергетската криза ги замаглуваат изгледите за раст, инфлацијата се движи кон највисоко ниво на сите времиња, несразмерно намалувајќи ги реалните приходи на сиромашните. Со ограничен фискален простор, зголемен јавен долг и зголемени трошоци на финансирање, фискалната поддршка треба да се насочи кон најранливите. Во владата се одржа првата конститутивна седница на Советодавното тело за давање мислење за употреба на име на историска и друга позната личност во името на здружение и друго правно лице. За претседавач на телото членовите едногласно го избраа Бован Петровски од Институтот за историја при Филозофскиот факултет, а за заменик претседавач Билјана Мицковска од Министерството за економија. Советодавното тело има 7 постојани членови кои се номинирани од самите институции, а 2 дополнително ќе се именуваат од граѓански организации и други институции зависно од личноста за која ќе се дискутира. Улогата на ова тело ќе биде советодавна, односно ќе дава мислење за карактерот на историските личности, начинот на кој ќе се формираат здруженијата со цел да се избегне злоупотреба на одредени личности кои имаат негативен контекст низ различни епохи. Советодавното тело за својата работа до владата ќе треба да достави годишен извештај, најдоцна до првата половина на месец март во тековната година за претходната година заради нејзино информирање. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за септември оваа година. Корисниците на парични права кои поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска, информира Министерството. За да се избегне метеж пред и во банките при исплатата на правата на корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во 2 групи во сите отворени филијали и експозитури на банките согласно утврдениот распоред по азвучен ред, според првата буква од презимето денеска и утре. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која изнесуваше 20 степени и минимална утринска која беше 6 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 4 до 22 степени. Со најновите информации од градот повторно се гледаме утре во 18 часот, а до тогаш следете не на социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.